се настаните на денот. Охридските овоштари загрижени за годинешниот пласма на црешите. Советниците од позиција и опозиција бара да се стават во функција единствените семафори во Охрид. Во понеделник тргнува караванот за вакцинација против ковид. Се асфалтира дел од улицата Македонски просветители. Виртуелна средба на председателите на САД и Кина. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес умерено облачно време со повремени и кратки сончеви периоди, но ветровито и студено со измерени максимални дневни температури од само 8 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота облачно, ветровито и студено. Во сабота над најголем дел од Европа времето сончево со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Во југозападна, јужна и југоисточна Европа невообичаено студено и нестабилно со услови за врнежи од дожд и снег на повисоките предели. Утре на Балканскиот полуостров времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ветар и ниски температури невообичаени за овој период од годината. На крајниот југ се услови за слаби врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 4 до 14 степени. Во Македонија во поголем дел од денот во сабота ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. На крајниот југ и југоисток слаби локални врнежи од дожд и снег и само снег на планините. Попладне во северните, северозападните и североисточните делови ќе се намали облачност. На минималните температури кон крајот на денот од -9 до 0, максималните од 3 до 10. Во Охрид во сабота умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и студено, а попладне ќе дојде до намалување на облачноста со засилен североисточен ветар. Минималната -2, дневната 6. Во недела и понеделник студени утра со температура од -3, односно -2. Во текот на денот сончево со локална облачност, температурите 6, односно 7 степени. Во вторник ќе биде умерено облачно, ќе има услови за слаб дожд. Минималната -1, дневната 7 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридските овоштари загрижени за пласманот на годинешниот род цреши. Затворен е за извоз пазарот на Руската Федерација, а не е отворен во Европската Унија. Овоштарите повикуваат владата да бара нови пазари и да издействува либерализација на извозот на нашите производи во Европската Унија. Македонските земјоделци и овоштари се загрижени за извозот на годинешниот род. Стравуваат за пласманот на производите и на кои пазари ќе завршат нивните труд и мака по затворање на традиционалните пазари на исток по воениот конфликт во Украина. Посебно се загрижени по воведувањето на меѓусебните санкции на нашата земја и Руската Федерација. Вообичаено во овој период од годината се договара пласманот на производите, а производителите се во голема неизвестност, напоменува овоштарот Ванчо Стојановски. Земјоделците и овоштарите упатуваат апел до владата да издействува пласман на пазарите во Западна Европа. Сега ги почитуваме директивите на Европската Унија, а се уште не сме започнали ниту преговори. И по нивните директиви и ние да воведеме санкција према Руската Федерација. И обратно Руската Федерација спрема Европската Унија и спрема нас. Членките на Европската Унија овие загуби ги покриваат евентуални, ако ги имат и во земјоделието, сакам да кажам, од нивните солидарни фондови. А за нас ништо, а сепак, значи, по нивна директива и ние воведуваме санкции. Па се надевам дека нашата влада билки нешто ќе испреговори со Унијата, дали да се либерализира нивниот пазар за наши македонски производи. Македонските земјоделци и овоштари со години трпат загуби од климатските промени, а сега и од воениот конфликт. Стравуваат дека студената војна во Европа ќе продолжи. Многу од нив размислуваат да се откажат од работата во аграрот, кога се соочуваат со низ проблеми и затоа се обраќаат за помош од владата. Доста од земјоделците наназад години земаат кредити како да ги одржуваат своите насади, а пласманот несигурен, се пониски цени, бидејќи и тука државата треба да стави малку еден ред кај откупувачите. Не само кај тутунот, да има контрол на некои другите земјоделски култури. 40.000 македонски земјоделски семејства екзистираат од пласманот на производството на пазарите во Руската Федерација и Украина. 95% пак од производството на охридската цреша завршуваше на рускиот пазар, а во последните 10 години производството на цреши од 50 тони се зголеми дури за 20 пати. Се асфалтира дел од македонски просветители. Активности за асфалтирање на делот булеварот Македонски просветители започнаа денеска. Се асфалтира делот кој беше опфатен во првата фаза од реконструкцијата на булеварот. По целосното завршување на овој дел, активностите продолжуваат на делот опфатен во втората фаза од реконструкцијата на булеварот Македонски просветители. Инаку, согласно проектот, предвидено е комплетно булеварско решение со осветлување, двосмерна велосипедска патека, пешачки патеки од двете страни и нови коловозни ленти одвоени со зелен појас. Изведувач на градежните зафати е Ада Илинден. Советници и од позиција и од опозиција бараат да се стават во функција единствените семафори на територија на Охрид. Тоа според нив би било привремено решение на крстосниците на улицата Железничка и улицата Кленоец и раскрсницата на улицата Питугули и улицата Марко Несторовски. Во иднина бараат од стручните служби да изнајдат трајно сообраќајно решение за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот на тие локации. Советници од мнозинството и од опозицијата во градскиот совет бараат од локалната самоуправа да изнајде сообраќајно решение на две раскрсници во Охрид. Раскрсницата на улица Железничка и улица Кленоец и раскрсницата на улица Питугули и улица Марко Несторовски се единствени во Охрид на кои има семафори, но тие не функционираат. Сообраќајот на овие делови од градот е доста прометен, особено на улица Питугули, која е со предност на минување, така што практично движењето на возилата кон центарот на градот во утринскиот период е многу отежнато, посочи советничката од Левица Виолета Аврамовска. Со оглед на тоа што во непосредна близина на оваа раскрсница се наоѓа и основното училиште Христо Узунов,
Вака без сигнализација сметам дека е загрозена и безбедноста на учениците, како и на другите пешаци кои се учесници во сообраќајот. Во овој дел наутро факт е дека има еден полициски службеник, меѓутоа тој не постигнува никаков ефект, а освен тоа треба да се има во предвид дека децата во училиштето учат во 2 смени, а имат и голем одмор. Кога Советот ја разгледуваше и усвои програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година, забелешка за крстосницата помеѓу улиците Железничка и Кленоец изнесе и советникот од СДСМ Стојан Митрески. Тој посочи дека на тоа место се случени сериозни инциденти со жртви и локалната част поскоро треба да преземе мерки за регулирање на сообраќајот. Секој кој што поминал таму се нашол во ситуација незгодна да ја помине таа раскрсница, е исклучително небезбедна според мен, иако не сум стручен да коментирам во однос на решавање, но таму се наоѓаат некои семафори кои што не разбирам од која причина не функционираат, кои што дополнително ја влошува безбедноста таму во тој дел. Така да сметам дека стручните служби како за прво би требало тие семафори да преземат некои активности да бидат во функција како краткорочно решавање. Од локалната велат дека работата на светлосните сообраќајни знаци на овие крстосници е во прекин од технички причини. И на двете крстосници се работи на надминување на проблемот. Потребен е нов довод на електрична енергија, пошто семафорите ќе бидат пуштени во употреба, велат од локалната. Советничката Аврамовска посочи проблем со необележани пешачки премини во населбата Радојца Новичич. Во врска со ова, од локалната самоуправа информираат дека во тек е тендер за спроведување на оваа активност. По негово завршување, сообраќајната хоризонтална сигнализација ќе биде обележена согласно програмата на секторот за комунални дејности. 417 лични средби со охриѓани Сдруженија на граѓани, инвеститори и официјални делегации остварил градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков за 4 месеци. Разговараме, решаваме проблеми и се бориме за поубав Охрид. Директните средби со граѓаните е првата промена која како тим ја внесовме во работата на локалната администрација. Општината мора да биде отворена за граѓаните, напиша на неговиот профил на Facebook градоначалникот. Средбите може да се закажат на пријавницата од општина Охрид, потенцира Пецаков. Отпочна со реализација втората фаза од реконструкцијата на културно-историски објект во село Требегниште, задружен дом. Проектот го реализира Центарот за развој на југозападниот плански регион во соработка со општина Дебрца. Средствата во износ од 3.500.000 денари се обезбедени од државниот буџет преку програмата за рамномерен регионален развој за 2021-2022 година, а 299.000 денари се учество на општина Дебрца. Реконструкцијата опфаќа повеќе компоненти, ќе го подигне нивото на енергетската ефикасност на објектот преку изолација на внатрешни и надворешни ѕидови со термоизолација, изолација на таваните, промена на внатрешни врати, нови санитарии, нова електрика и нов водовод и канализација. Со одобрените средства целосно ќе биде завршена реконструкцијата на објектот, приземје и кат и внатрешен и надворешен дел без големата сала. По реконструкцијата приземјето ќе се користи како деловен простор, а катот ќе биде адаптиран во изложбен центар на археолошкото наследство на општината. Министерството за здравство со поддршка од УСАИД, Светската здравствена организација и УНИЦЕФ следната недела ќе отпочнат реализација на процес на помасовна имунизација на населението преку караван за вакцинација против COVID-19 кој ќе посети 14 локални заедници низ земјата. Во акцијата ќе биде опфатена општина Струга. Од понеделник 21 март започнува процесот на помасовна имунизација на населението преку караван за вакцинација против COVID-19, кој е планирано да посети 14 локални заедници низ земјата. На 3 март караванот ќе пристигне во соседна Струга во периодот од 11 до 15 часот на новото шеталиште. Граѓаните ќе можат да добијат најнови информации за COVID-19 и секако да се вакцинираат за време на настаните кои ќе се одржат на градските плоштади и на другите локации во локалните заедници.
Врз основа на најновите податоци, само околу 41% од вкупното население е вакцинирано со 2 дози, а помалку од 7% имаат примено трета доза. Имајќи предвид дека невакцинираните луѓе имаат поголем ризик од смрт од COVID-19, во споредба со оние кои биле вакцинирани, голем дел од населението останува незаштитено од можните тешки последици од COVID-19. Одлуката за вакцинирање не треба да се одложува, а вакцините се по-безбеден начин да се развие имунитет од COVID-19 отколку прележување на вирусот и докажано нудат посигурна заштита од природниот имунитет, велат од Министерството за здравство. Третата доза обезбедува континуирана заштита од тешка болест и смрт предизвикана од COVID-19 и им помагаат на луѓето да развијат максимална заштита од сите варијанти на вирусот, се вели во соопштението од ресорното министерство. Владата донесе уредба за лицата со попреченост и други лица да бидат ослободени од партиципација за студирање на иницијатива на Националното координативно тело за спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост. Со оваа уредба, владата овозможи сите лица со попреченост запишани на прв, втор и трет циклус на студии на јавните високообразовни установи да бидат ослободени од партиципација. Оваа уредба им овозможува на лицата со попреченост да ги остварат собствените потенцијали и личен развој на еднаква основа со сите други граѓани, да бидат вклучени во високообразовните процеси, а за образовните институции е поттик да ги прилагодат условите и програмите за образование за овие наши сограѓани. На тој начин, лицата со попреченост развиваат компетенции согласно собствените преференции и стануваат конкурентни на пазарот на трудот. Со оваа уредба, освен сите лица со попреченост, од партиципација за студирање се ослободуваат и лицата со статус на деца без родители и родителска грижа, невработените родители на деца и лицата со статус воени инвалиди, информираат од владата. За остварување на ова право, подносителот доставува барање со наод и мислење од службата за функционална проценка на деца и млади при Здравствен дом Скопје по основите на меѓународната класификација на функционалноста. Согласно член 24 од Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост, сите лица со попреченост имаат право на образование без исклучување и дискриминација со цел за максимален развој на човековиот потенцијал. Акцијата на Кам Маркет, во која се подаруваше масло за секоја сметка од 800 денари, во овие кризни времиња беше осмислена со добра намера и единствено со фокус на нашите лојални потрошувачи, велат од Кам, откако пазарната инспекција казни 3 маркети од овој трговски ланец. Од Кам во соопштението појаснуваат дека одлуката да се подари целото количество од една марка масло во вредност од 55.000 евра по принцип на така наречено условено купување била донесена од две причини: да се овозможи рамномерна достапност на овој дефицитарен производ, односно да се избегне купување големи количества од страна на помал број лица и истовремено да им се даде подарок на редовните потрошувачи како благодарност за нивната лојалност, нагласуваат во писмената информација до медиумите. Сакаме уште еднаш да потенцираме дека во времето на реализацијата на акцијата на рафтовите во маркетите на Кам беше достапно маслото Брилијант од 1 и од 5 литри. Поради големата побарувачка, количините поставени на рафтовите се трошат бргу, во некои маркети побргу отколку во другите и можно е да помине кратко време додека тој недостиг се надополни. Во никој случај не станува збор за намерно отстранување на маслото од рафтовите, истакнуваат во соопштението. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Американскиот председател Џозеф Бајден и председателот на Кина Си Џинпинг денеска ќе остварат виртуелна средба како што пренесуваат американските медиуми. Се очекува Бајден да го предупреди Си дека Пекин ќе плати висока цена доколку ги поддржи руските воени операции во Украина. Кина го демантираше последњето на вакви планови, а Вашингтон е загрижен и поради тоа што Кина би можела да ја помогне на Русија да ги избегне економските санкции воведени од западните земји. Вашингтон тврди дека Кина станува уште поблиска до Русија откако си и рускиот председател Владимир Путин минатиот месец објавија стратегиско партнерство без ограничувања.
Кина одби да ја осуди руската акција во Украина или да ја нарече инвазија, а цензурираше онлайн содржина во Кина која е прозападна или неповолна за Русија. Пекинг исто така излезе со став дека го признава суверенитетот на Украина, но и дека Русија има легитимно право да биде загрижена во врска со безбедноста, на која треба да им се посвети внимание и повика на дипломатско решение на конфликтот. На денешниот состанок меѓу американскиот и кинескиот лидер се очекува да се разговара и за иранските нуклеарни преговори, лансирањето на ракети од страна на Северна Кореја и Тајван. Бугарскиот поранешен премиер Бојко Борисов вчера вечер беше приведен од страна на полицијата заедно со поранешниот министер за финансии Владислав Горанов и владината портпаролка Севдалина Арнаудова поради злоупотреби во користењето на европските фондови и средства. Пред зградата на бугарската влада утрово се одржа мирен протест за поддршка на лидерот на ГЕРБ и поранешниот бугарски премиер, кој синоќа беше приведен од полицијата. Симпатизерите на ГЕРБ, но и пратеници од пратеничката група на партијата за време на мирниот протест побарале предвремени избори во Бугарија, оставка на владата, но главното барање им е итно ослободување на Бојко Борисов од притвор. Најмалку 2 лица загинаа во вооружен напад во автобус на Флорида во САД. Полициски представници изјавиле дека во автобус од градски превоз било пукано додека поминувал во близина на полицискиот оддел во Форт Лодердейл. Властите соопштија дека автобусот по нападот удрил во други возила. Се наведува дека едно лице во автобусот починало на место, а другото во болница. Уште 2 лица се хоспитализирани, нападачот е уапсен, пишуваат медиумите. Во Хонг Конг во тек е 5-тиот бран на коронавирус. Бројот на заразени надмина 1 милион, а официјалните лица потврдија повеќе од 20.000 нови случаи на инфекција. Од 20.082 нови случаи, 7.999 биле откриени со PCR, а е 12.116 пријавени луѓе кои сами правеле брзи антигенски тестови. Најновите случаи го зголемија бројот на потврдени случаи на 1.016.944 од почетокот на пандемијата. Само во 5-тиот бран отпаѓаат повеќе од 1 милион од овие случаи, а официјалните лица објавија и за 265 нови смртни случаи, од кои 259 пријавени во болниците и останатите откриени во мртовечници, со што бројот на починати во Хонг Конг е над 5400 лица. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.